Повеќе години нема воз по шините во истокот. Пругите стојат празни, обраснати со трева. Денеска на 151 годишнина од македонски железници ситуацијата на терен е далеку од добра. Повозрасните граѓани на терен во Штип, потсетувајќи се на едни стари добри времења, согласни дека возот како превозно средство треба да се врати во државата и да се користи. До Велес, до Битоло, некогаш содело со воз, денеска воз нема ниту до Кочани. Мислите дека треба да имаме брзи возови како во Јапонија? Би требало да има за вас младите. Кога последен пат сте се возиле со воз? Тоа многу одамна. Многу одамна. Јас сум возрастна жена и многу одамна. А дали мислите дека железниците кај нас треба да се модернизират? Треба да се модернизират. Треба да бидеме малку цивилизирани, доста веќе вака. Треба. Дали мислите дека возот пак треба да се воведе како превозно средство? Па треба и е поевтино и треба да се прилагодат према условите што ги имаме и према парите што ги имаме. Дали треба да имаме брзи возови како во Јапонија? Далеко сме од Јапонија. По 500 км/сат. Нема шанси. Немаме тоа. Дали кај нас треба да се модернизираат железници? Па нормално, немаме воз за Битола, немаме срамота и греота. Срамота и греота. Ја одеше често пати за Битола со воз, имам таму сватови. Сега кој воз одам? Нема. Дали порано почесто се возевте со возови? Дали го Да. Јас стално се возев. Од тука имаше шинибус, мислам воз од Кочани до Штип, па отидам до Велес, па таму се префрнам за Битола. Често пати одев, а сега со кој воз? Дали мислите дека возот пак треба да се воведе како превозно средство? Нормално. Секоја држава има воз, секоја држава. Дали треба да имаме брзи возови како во Јапонија? Ние ги немаме тие по 50 км што одат бе. Ја у своје време бидеј у Словенија. Цела Словенија е укрстена со возови бе. Град до град. Ние онаа држава турците градиле у своје време, германците градиле, а ние ги затвараме. Инаку, на денешен ден, 8 април, пред 151 година била пуштена првата македонска делница на трансбалканската линија Виена-Солун. Возови има се помалку, во истокот нема. Возот кој се движеше на релација од Кочани до Скопје обратно не се обраќа повеќе од 3 години, а воз нема ниту во Штип. На ниво на државата пак честопати вработените во македонски железници своите права за исплата на плати ги бараа на улица. По 151 година од постоењето на македонска железница, целта е да се истакне важноста и значењето на користењето на железничкиот транспорт кој игра голема улога во поврзувањето на луѓето и се смета за најеколошки превоз.